Само 60 пријави комуналната инспекција лани поднела на територијата на општина Штип и сите се воглавно по пријава на граѓани, признава комуналниот инспектор Борче Везенков. Во сите тие пријави, од граѓани имаме некаде околу точно 60 управни постапки, од кои што управни постапки се воглавно од Законот за комунални дејности и Одлуката за комунален ред и по Законот за јавна чистота. Освен што според состојбата на теренот, овие пријави се премалку, дури 40 од нив се опомени. Се среќаваме со проблеми, одлагање на шут на јавна површина, градежен шут, отпад, чување на добиток и живина, сечење на дрва, во комуникација со јавното предпријатие ИСАР, во приватни и на јавни површини. Ова значи дека за целиот неред во Штип лани само 19 граѓани платиле казни. Може ли да се решат проблемите од комунален тип ако граѓаните не се плашат од казни? Не сум сигурна, сме имали искуство и со големи казни, па не го решиле проблемот. Че може би повеќе кампањи, може би повеќе да се кажува за последиците од загадувањето. Казните не се решение. Проблемот е во свеста кај луѓето. Треба секој да е одговорен за своите постапки, посебно комуналната хигиена, фрлењето на ѓубре, чистењето на дворови. И сето тоа е одраз на една култура кај народо. Меѓутоа ние култура многу малку имаме. За да го тоа оствариме, треба да помине време. Еден од клучните проблеми со кои инспекторите се соочуваат е тоа што комуналната несовесност мора да биде регистрирана на лице место, а граѓанинот легитимиран по што се процесуира и санкцијата. Ова за инспекторите е клучниот проблем зашто истоварот на ѓубрето и шутот се случува за многу кратко време, а малку кој со себе носи документи кога прави проблеми. Како и да е, ова не значи никако оправдување зашто со само 19 напишани казни Штип не може да биде комунално чист и уреден град. Инспекторите Штип го чинат големи пари годишно и решение треба да се бара постојано. Само повиците на граѓаните и контролата со едно затворено око се премалку.